Како што најавивме на почетокот утринава, денеска најголем дел од содржините ги посветуваме на доброто здравје во летниот период во услови на пандемија и овој пат во нашиот фокус е здравјето на децата. Токму затоа поканивме детски нутриционист да биде дел од нашата утринска емисија Добро утро секое утро. Добро утро велам за Билјана Ристеска од New Nutritionism. Добре ни дојдовте во нашата утринска програма. Периодов е период кога сите сме окупирани со доброто здравје, а нема добро здравје без квалитетна и здрава исхрана. Ке се служите со мене. Секако нема добро здравје без добар имунитет, би рекла јас. Нели најпрво треба се даде внимание нели да се акцентира имунитетот кај целата популација, па нели и кај децата, затоа што таму почнува нели да се гради имуниот систем. Иако нели имунитет имаме и вроден, меѓутоа е стекнат имунитет, кој што со годините сами ќе го градиме, инвестираме во истиот, е многу важен имунитет по здравјето понатаму во текот на животот. Да, каков имунитет имаат децата, навистина е присудно за здравјето во текот на целиот живот, како што и самата кажавте, а дали ќе имаат добар имунитет, многу зависи од начинот на исхрана, што конзумираат, какви се нивните секојдневни навики, и тоа е секако нешто што треба родителите да им го наметнат, а не секогаш е лесно да се направи. Така, најважно нели е тоа што дечињата треба од најрана возраст да стекнуваат здрави навики во поглед на исхраната. И јас често знам да кажам, нели сите ние учиме да јадеме, знаеме да јадеме, меѓутоа ретко кој, односно мали се бројките на оние што знаат да се хранат, што научиле да се хранат. И има разлика нели во тоа да научите да јадете и да научите да се храните. Дечињата тоа го учат од најрана возраст и понатаму тие навики ги пренесуваат нели во текот на животот, си ги носат со себе, дали се тоа позитивни или негативни навики ги носат. Меѓутоа мора да бидеме свесни, тој нели аспект на правилна или неправилна исхрана кај децата да го гледаме нели од друга перспектива, од перспектива нели на многу брз развој на општеството, многу промени во светот и не секогаш треба да сме лути на децата, нели во поглед на она што го прават како грешка, заради тоа што нели многу повеќе граѓани во градовите, односно жители во градовите, сите сакаме некако да се урбанизираме, да ги напуштиме родните места, оние места од каде што практично некогаш и сме се хранеле, сме добивале храна и сега сето тоа стана нели некако тренд да повеќе да имаме нели жители во градовите, посебно во поголемите градови, а оние помалите градови да останат празни или штури и нели практично и со самото тоа не менуваме веќе навика на тие дечиња што ќе ги донесете нели овде, до вчера биле научени да живеат во некоја друга средина. Со самото тоа трпи глобализација, нели индустријата за храна и прехрана, односно прехранбената индустрија и добиваме храна која што е богата со многу калории, богата символично кажано, калориски многу висока, со многу висок број на калории храна, меѓутоа нутритивно многу ниско стои таа храна, односно е неквалитетна по нутритивна вредност, односно што треба да биде нели за внес на децата на дневна основа, меѓутоа нели сето тоа пак го препишуваме на брзото темпо на промени во светот. Не само кај нас. Спомнавте таа глобализација и преселување од помали средини во поголеми, што е поврзано не само со начинот на исхрана, туку и со начинот на живење. Ако некој во помало место каде што има помалку сообраќај, може почесто да се игра на улица, во двор, во парк, во град, што е со поголем број жители, тоа автоматски се сведува на минимум, а физичката активност исто е многу важна покрај здравата исхрана за едно дете да биде здраво. Секако, храната нели е само гориво, односно дава енергија во текот на денот на едно дете, меѓутоа таа енергија доколку не е потрошена, ние не сме направиле ништо. Горивото доколку не се потроши, нели не ослободува позитивни клетки, а што велам или позитива кај дечињата. И затоа може да се случи дечињата бидат нели хиперактивни, да имаме или мрзеливи, значи од една во друга крајност одат, или деца нели кои што цел ден лежат во кревет се пасивни, гледаат телевизија, играат PlayStation или некои други нели игри, или спротивно од друга страна дете кој е хиперактивно можете да го застанете во текот на денот и не се лутиме тука на децата.
навистина и дури има родители кои што навистина се револтирани, не знаат што да прават со собственото дете, меѓутоа грешката, односно нели проблемот е кога го бараме во нас, заради тоа што тоа дете со секоја негова реакција бара нешто. Најчесто денешните деца бараат внимание, бараат љубов. Тоа го немаат, не се купува со PlayStation, не се купува, не знам, се на ананас во моја област, ако треба да кажам нешто. Значи не може вие да донесе денеска еден ананас и кажете на детето, нели, дојдов јас, донесов, ме немаше 12 часа дома. Бараат и кажуваат, со секоја нивна постапка сакаат да ни кажат нешто. Затоа што не секогаш можат, нели, слободно да се изразат и да побараат нешто од нас кога нешто им фали. Така е. Факт дека така и со храната, нели, доколку немаме подготвен оброк во текот на денот за тоа детенце, тоа ќе посегне по било што. Посебно во овој летен период кај што треба навистина многу сериозно да се внимава, и посебно во период на пандемија со каква што се соочуваме. Така, ајде пред да преминеме на летниот период, да ги потсетиме сите оние што знаат и оние што можеби подзаборавиле на основните принципи на здрава исхрана кога се децата во прашање, задолжителни намирници кои што треба да се конзумират, а особено во овој летен период кога имаме високи температури. Така, храната во текот на целата година, посебно во детската возраст, треба да биде навистина здрава, квалитетна, меѓутоа и безбедна. Кога зборуваме за здрава храна, можам дефиниција овде мал милион да кажам која е здрава храна, меѓутоа од поглед на квалитет и безбедност, значи многу се разликува таа здрава храна со квалитетна и безбедна храна. Личињата треба да имаат, нели, исполнето сите овие три критериума: здрава, безбедна и квалитетна храна, за да говориме дека имаме еден правилен начин на исхрана со кој тоа дете ќе се расне и развива, односно преобрази после во здрав возрасен човек, односно тие генерации кои што следат да, нели, кои што ќе наследат нас, да бидат и малку подобри, мислам, не малку подобри, туку пожелно да бидат, нели, многу подобри од нас. Децата во секојдневието мора да ги имаат сите хранливи материи застапено, кои што се протеини, гликоидрати, масти, меѓутоа не било кој. Треба да се знаат, нели, оние, како што напомнав, квалитетни масти. Нели, јас кога ќе напомнам масти, сите мисла дека тоа, нели, нешто може да биде било која компонента, односно храна која што содржи масти и масноти, дека може да биде, нели, и еве една лепче со мајонез. Значи тоа не може да биде квалитетни масти. Квалитетни масти и масла се масла, нели, од растително потекло, меѓутоа може да бидат и од животинско потекло, како што е, нели, месото во некоја ситуација, во некој ручек, меѓутоа во текот на летниот период овие намирници од животинско потекло треба да се избегнуваат. Доколку во текот на целата година детето адекватно ги внесувало, имало адекватен внес дневен на овие намирници, во текот на летото е пожелно да се избегнуваат од причина што се најрасипливи, од причина што вие не знаете дали тоа месо е контаминирано од некој, нели, контаминент од надвор, заради тоа што, нели, пак не сте сигурни од каде го купувате, во рете, нели, секаде го чуваат онака како што треба процедура, меѓутоа најчесто се случува од местните производи, чисто и месото, потоа и местните преработки, да се јави, нели, некое труење кај дечињата и да се, нели, ние чудиме од што е тоа, ништо не изеде денес, да, не изеде ништо, меѓутоа извела една плескавица тоа дете, во која вие не знаете што има. Ќе прашате, нели, што извел, ќе ви набројат и во тие намирници има нешто што не би требало да биде во, нели, наменито во тој ден. Исто така и со млечните производи, тоа и ќе спомнев, кои што во текот на летниот период навистина се многу расипливи и вие од продавница може да купите расипано млеко. Се препорачува во текот на летото да се пијат киселомлечни производи, како што е, нели, кефирот, најдобар киселомлечен производ кој што е и пребиотска, представува и пребиотска и пробиотска култура. Тоа значи дека, нели, прави симбиоза на оние добрите бактерии кои што се пожелни да бидат во дигестивниот, во цревниот систем кај секого, па и кај дечињата. Нема ограничување од која возраст, нели, децата често тоа прашање го постават од кога смеат да пијат кефир. Викам, не прашуваат од кога смеат газиран напиток да се напијат, тоа не прашуваат. Меѓутоа кефирот е многу страшна компонента и, нели, од кога смееме кефир да пиеме е прашањето. Децата можат од најрана возраст да пијат кефир, да конзумираат кефир, секако, нели, во количина адаптирана за возраста, за килограмите, односно телесната маса која има тоа дете и, нели, во баланс добар со храната која што ќе му ја дадете во текот на денот, не оди, нели, со секоја храна и киселомлечен производ. Така, и сега го спомнавте кефирот, уште е подобро ако се прави во домашни услови и доколку некој може да го прави во комбинација со домашно млеко, ете тоа е. Така, кефирот, кога говорам, нели, за кефир, мислам на домашно подготвениот кефир од кефирната габа, која што е навистина многу издржлива, трпи замрзнување, доколку не сте тука во текот на летниот период, ојде некаде на одмор, слободно измејте под мала сладна вода, ставете во кесичка за замрзнување, замрзнете во замрзнувач, кој ќе се вратите, само полијте со ладно млеко, габата веднаш ќе почне да ферментира, односно ги прави киселомлечните ферментации со млекото и, нели, од лактозата, од шеќер да направи, нели, млечна киселина и со самото тоа
да добиеме киселомлечен производ. Како што напомена, со природно домашно млеко е уште подобар кефирот, може да се прави од сите видови млеко, може да се прави нели од кравјо, од козјо, од овчо млеко. Нема никаква проблем. Масленоста ќе биде поголема, нели? Ќе си го забележите тоа и самите, густината, консистенцијата на напитокот ќе биде различна од сите тие три видови на млеко и има разлика од кефир направен со нели индустријски добиено млеко и домашно млеко. Нормално. Зборуваме за млечни производи, сладоледот е еден од омилените детски десерти. Ние имавме во претходниот дел на емисијата многу интересен прилог и информации за лубеницата, како едно од најконзумираните овошји или зеленчук. Сега веќе не знам како, во која категорија спаѓа, вие сте постручна за тоа бидејќи расте на земја. Меѓутоа, многу од децата наместо по овошје, попрво ќе посегнат по сладолед како десерт и како летно освежување. Како да го дозираат родителите? Тоа е така, зашто го посегнале заради тоа што нели маркетингот на сладоледот е многу поголем од маркетингот на лубеницата. Јас не сум видела на телевизија никој да рекламира лубеница. Искрено, сладоледи од секоја фирма имате разни видови на сладоледи, па не знам, со играчка и нели многу шарени опаковки на тие сладоледи. Лубеницата е таа, зелена обвивка, зелена кора, внатре црвена, доколку вие на детето не му ја пласирате таа лубеница секојдневно на маста, без разлика, нека не земе, нека не посегне по истата, меѓутоа да ја гледа, дека е тука нели пласирана лубеницата на вашето дневно мени, ќе проба. И можеби вие да не сте тука без ваше присуство, ќе посегне. Љубопитни се многу децата. Има ситуации, случаи јас кај што сум навистина сум оставала така скришум нешто и нели не јадам јас тоа, не јадам, ќе посегне кога не си ти тука, ќе дзирнеш и земено од истиот намерник, доколку имате сладолед постојано во фрижидерот, најлесно е, ќе го отвори сладоледчето, ќе си го изеде, убав е сладоледот благ, нели имаат додатоци на вкус, на арома, на боја, све си има супер, меѓутоа хранлива вредност, односно нели нутритивна вредност, за жал, ништо освен шеќери. Не напоменав дека во текот на летниот период треба и шеќерите нели да се ограничи внесот на шеќери, посебно на оние шеќери кои што нели се индустријски добиени, преработени и рафинирани. Шеќерот во форма нели на фруктоза од овошјето нели се конзумира во текот на летниот период и пожелно е да се конзумира во поголеми количини, посебно лубеницата која што навистина калориски многу ниско стои, а витамини, минерали и вода има во изобилие, која што е многу потребна во текот на летниот период, а кај дечињата знаеме многу е тешко да ги бидете да испијат денеска 3 чаши вода, секоја чест на исклучоци, дечиња кои што навистина посегнуваат, имаат здрави навики. Јас сум среќна и горда на дечиња со кои што работам и навистина има рутина станато веќе пиењето на вода. Една навика таа да се смени, понатаму верувате дека многу полесно ќе одат нели сите други промени и навиките. Кога станува збор во ограничување, нели што ме прашавте за сладоледот, пожелно е да се конзумира доколку веќе морате да го конзумирате, а не сакате да го направите дома. Има многу разни рецепти на здрав сладолед, подготвен во домашни услови, кои што детето воопшто нема да примети, нели дека е тоа сладолед не купен, односно не од продавница. Може да си направите дома разни сладоледи со јатки, со банани, со овошје, има значи разни рецепти за сладоледи. Доколку се решите да купите сладолед, тоа да не е повеќе од 2 до 3 пати во текот на неделата и сладолед во помала количина. Најчесто знаат да се јават нели овие труења летни кои што се и од сладоледите, затоа што пак е тоа нели млечна основа, млечна компонента во истиот и повеќе стоен, помалку стоен. Не знаете на која компонента од истиот ќе изреагира вашето дете, може да се јават оние диареи и повраќања во текот на летниот период. Така, ги спомнавте газираните пијалоци со меснатите производи, ете се што содржи рафиниран шеќер, дека е препорачливо да се избегнува, особено во летниот период. Летото е сезона и на стомачни вируси кои што ги погодуваат децата, детската популација, токму таа популација со која што вие работите. Така, најчесто ги погодуваат нели овие стомачни вируси дечињата од причина што како што напомнав, се љубопитни, сакаат да пробаат од се, мешаат храна во текот на денот доколку не се нели квалитетно нахранети. Може да пробаат и солено, и благо, и кисело, доколку немале денеска класичен поедок наутро, да ги внесат оние нели калории кои што треба да ги внесат и најмногу треба калориската вредност нели од целиот ден да отпадне на појадокот кај дечињата. Што треба да се дава за појадок? Во текот на летниот период тоа треба да се лесни појадоци, може да биде овошјето никако не е појадок. Многу мајки на пример, јас кој што работам грешат вели од сабајле само овошје јареше, никако. Овошјето значи не е појадок, не е оброк.
Овошјето, да, треба да го дадете во количина соодветна за вашето дете, меѓутоа немојте да го давате како појадок. Или направивме едно смути, тоа е појадокот на детето, никако. Детето треба да има, како што напоменав, во појадокот симбиоза од сите хранливи материи, значи и протеини, јагли, хидрати и масти. Што е тоа? Например, може намачкано лепче со авокадо, од озбора да ставите маслинки, една чаша кефир и едно варено јајце, сосема доволно, иако во летниот период мора да се внимава и со јајцата. Затоа што и тие знаат да бидат расипливи, доколку не се јас кога кажувам јајце, секогаш за се што зборам се намерици мислам од домашно производство да се. Нели, јајце, кој што знаете, кој ги одгледува тек има, ја ќе ме прашаат многу често од каде да најдеме сето тоа домашно, има, доколку се заинтересирате и побарате, можете да најдете. Во денешни услови дури и достава до врата, има мали фарми, ми носеле, значи млеко до дома, значи се си има. Се си има, доколку сакате да најдете, доколку малку обрнете внимание, нели, кон здравиот начин на исхрана, посебно на дечињата, може да се најде. Тоа е доволен појадок, после тоа може, нели, детенцето да се исконзумира цедено сокче, може да исконзумира овошје во, нели, во облик во което што го сака и не може да се сведе, нели, исхраната само на еден тип на овошје. Многу често има не сака да јаде ништо, само јаде лубеница или не сака да јаде друг тип на овошје, не. Тоа значи мора да се надмине, мора да биде шаронолика чинијата која што ќе, нели, јаде детенцето, која што ќе јаде, за да, нели, се навикне на сите вкусови и практично да земе се од овошје кое што е сега во изобилие го имаме на пазарот. Летото е временски период кој што на вистина плени со овошје и со зеленчук, пазарите се полни и греото и штета е само, нели, лубеница да јадеме. Океј, во ред, таа има сега само во летниот период, меѓутоа дајте предности на сливите, дајте има крушки, има рибизли, има сега свежи малини, капини, аронија, се е свежо сега. Во текот на зимскиот период гадаме тоа замрзнато, меѓутоа сега е се свежо, боровинка има веќе, зошто да не, нели, да не се конзумира свежо тогаш кога ја има на пазарите, зошто да чекаме, нели, таа да биде. Не е штета, нели, да е замрзната во текот на зимскиот период, меѓутоа мора децата да се навикнуваат од мала возраст дека треба да се конзумира се, дека нема штета од истото, заради тоа што некојаш велат не можам да јадам праска, таа, нели, ме чеша, ако не е гола праската, не ја допираат праската. Има прво е, нели, психолошкиот момент и психолошкиот настап кај децата, да видите како јас сум сведок на тоа дека верувајте, се учат многу лесно, примаат, прифаќаат, тоа се навистина суштества кои што се расположени за работа. Многу е потешко да работите со родителите на децата отколку со децата. Тие навистина соработуваат, сакаат. Јас имам дечиња со кои што сум работела од помала возраст, сега се веќе средношколци, некои и на факултет. И си ги осеќам многу блиску до себе и сум горда на истите што до ден денеска, слободно можам да кажам, може дел од истите да бидат мои асистенти. И веројатно тие се сега во позиција да им даваат совети, да го коригираат начинот на исхрана на своите родители и на повозрастните. Секако и се има случајно дечиња кои што доаѓале кај мене да ги натераат родителите, а дојдат родителите си го сменат начинот на исхрана, затоа што детето веќе е постигнало, нели, некој стадиум кај што навистина променило стил на живот. И му пречи тоа што неговите го прават дома. Така, тоа е уште еден показател дека е одлична инвестиција да се вкуренат добри навики во однос на исхраната уште од најрана возраст, затоа што тоа е нешто што детето после кога ќе го стекне веќе еднаш го поседува за цел живот. Во услови на COVID-19 пандемија, која што најпрво се расшири како една нова болест, нов вирус кој што се велеше дека ги засега повозрастните генерации, но се покажа дека може, нели, да заболат и помлади, па дури и деца. Еве, што би препорачале да конзумираат децата, да им даваат родителите редовно за појак имунитет, освен сето ова што досега наброивме, за да бидат, нели, уште посилни и поздрави, да можат да му одолеат дури и на едно вакво искушение, на еден ваков нов вирус. Непознат се уште за нас. Така, гледаме дека секој ден има, нели, различни манифестации од вирусот. Има и, како што слушна вчера, 2-годишно дете веќе заразено од COVID-19, што, нели, ги руши оние претходни дефиниции се коси со истите, дека, нели, не може децата да заболат од истото. Добар имун систем кај децата, морам тоа да го напоменам. Сите зборуваат, нели, кажуваме вакцина. Меѓутоа, ако немаме добар имун систем и таа вакцина, како ќе делува на тој организам? Кај што имаме слаб имун систем. Имуниот систем се гради во текот на целата година, не само во текот, нели, на одреден период. Пролет дојде, правиме детоксикација пролетна и, нели, тогаш не текнува за сопственото здравје. Во текот на целата година дечињата морат да се хранат здраво.
верувате дека тоа е правило број 1 и не смеете, нема тука отстапки. Нема да ви биде жал, нема зашто да дадете на детето чипс, нема зашто да дадете смоки, нема зашто да дадете еврокрем, нема зашто да дадете мајонез. Има многу алтернативни, здрави опции од таа храна сега целата што ја напоменав, газирани напитоци. Никако, значи само го рушиме здравието на децата, а со тоа и самите себе понатаму си пролонгираме проблем. Затоа што вие нема да одгаите, да одгледате здраво дете. Има деца кои што нели с краја било од нарана возраст се нели засегнати со разни видови заболувања како резултат на нездравиот начин на исхрана. Во текот на вакви пандемии, на вакви вируси, бидете повеќе со децата, обрнете повеќе внимание, имавме време периодов, бидете сплотени, подготвувајте го оброкот заедно за тоа дете да сака да го сконзумира истиот. Дајте време и простор детето да покаже и каже што сака, а што не сака практично и дневниот внес на сите хранливи материи направете го соодветен за вашето дете. Има деца кои што денеска немаат голема потреба од внес на јаглехидрати, меѓутоа може би има поголема потреба од внес на протеин, зашто дете може би е физичко активно, дечиња кои што се подворови, дечиња кои што излегуваат, ги шетате планинарат, возат велосипед, се различно дете кој што седи дома е пасивно. Тоа и тоа дете не треба да имаат исти дневен внес, ниту на масни, ниту на јаглехидрати, ниту на протеини. Дневниот внес индивидуално си го прави, секој родител знае колку се потребите на сопственото дете и не секогаш треба да преферира само тоа што сака детето. Како што напоменав, децата многу слушаат, учат. Доколку им кажете што и како треба да се исконзумира во текот на 3 дена ќе даваат отпор, четвртиот ќе го издаде, ако не дадете друго нешто. Треба да се обрне внимание во текот на овој период на С-витаминот многу, кој што е антиоксиданс. Правимо овој во природна форма да се внесува кај дечињата, не мора таблетарно, доколку нема потреба и нема препорака од доктор за истото. С-витаминот го има во многу хранливи продукти, го има во лимонот, еден цеден лимон е доволно денеска детето да испие, меѓутоа да пие секојдневно, една пиперка да изади, има доволна количина на С-витамин. Но пиперка во сирова форма, така. Во сите други цитрусни овошја го има овој С-витамин. Понатаму во магданот додавајте му во салатките. Значи правете нешто што е најдобро за вашите деца, за да го одржуваме добар имуниот систем. Понатаму рибиното масло исто така многу добро за во овој период на пандемија на вируси, заради тоа што прави го подига имуниот систем, дава општо добра здравствена состојба кај дечињата. Правете ги онесите шејкови кои што ги напоменав со темна боја сега во текот на овој период, со капи на малина, ронија, боровинка, додадете банана, знаете колку сакаат децата, да, иако бананата во текот на овој летен период не е толку не се става на приоритет листата, заради тоа што имаме навистина многу други свежи сезонски овошја и зеленчуци кои што се тука присутни, да ги искористиме тие што се овде и да имаме. Морам да напоменам и тоа дека дечињата мора да имаат 3 оброка во текот на денот. И пропретно оние ужини. Ужина, кога говорам за ужина, правам обет за здрава ужина. Ужина не е сладолед, ужина не е чоколада, ужина не е кросан. Што треба да биде ужина? Ужина може да биде чија пудинг, ужина може да биде јаткасти плодови, ужина може да бидат сувите плодови, ужина може да бидат непечени кикирики со суво грозје, ужина може да бидат барови направени од овесни снегулки во домашни услови, нека бидат од црна чоколада, ужина може да бидат здрави бомбици направени во домашни услови, ужина некојаш може да биде една чаша кефир со една лажица од сите семки кои што ги обожава детето или јатки, нека стаба демчи, нека сореви, ќе го освежи детето, ќе даде енергија и ќе даде навистина здрави хранливи продукти внатре во истиот кој што ги содржи сите тие хранливи материи, само ќе имате бенефит од истото по сопственото дете. Никогаш верувајте дека и многу се ретки ситуации каде што деца кои што тековно година назад се хранат здраво, потпаѓаат на некое вирусно или бактериско заболување. Има дечиња кои што континуирано се хранат здраво, антибиотик немаат пиено со години во текот на изминатите години на живот и овие вирусни инфекции некој што ги фати може само исто мачето нешто ме згрчи, меѓутоа не оди понатаму. Сигурно дека полесно тоа. Нема повраќање. И нема температура, што е многу важно. Така, за крај би ве прашала од вашето долгогодишно искуство од секојдневната пракса, иако спомнавте во еден дел од разговорот дека полесно со децата се работи и се менуваат нивни навики отколку со родителите. Дали полека се сменува свеста кај родителите во однос барањето стручна помош, бидејќи факт денес се поголем број на болести кои што порано беа типични за возрастната популација сега се јавуваат и кај децата, пред се како резултат на прекумерна тежина,
што значи една долгогодишна неправилна исхрана. Значи се охрабруваат ли се повеќе да побараат стручна помош или се уште се случува она инхибирање од средината, ќе бидам лош родител ако се консултирам со професионалец, со нутриционист да ми даде совет каде грешам и како треба да го хранам моето дете. Така, во изминатите години кога што јас работам, нели, на почетокот тоа беше многу табу тема и беше, нели, ве молам не кажувате дека сме дошли, нели, на нутриционист. Јас тоа, нели, никако не смеам да кажам кој доаѓа кај мене, ниту пак сакам, нели, тоа да го говорам. Меѓутоа, во изминатите 2 години морам да напоменам дека тоа само во 2 од изминатите 15, дека свеста полека се буди кај луѓето, посебно кај оние родители кои што се млади, кои што, нели, ги интересира зошто нивното дете, нели, не напредува добро, што најрана возраст 1-2 годинки кај што се децата, па после, нели, во текот на школскиот развој, раст и развој, се консултираат, меѓутоа морам и тоа да го кажам дека се уште сме многу скептици кон истото. Пре би пробале, нели, некоја пласирана инстант интернет диета за собственото дете, пробува, значи, разни синтетски добиени производи, како таблетки, како некој, не знам, шекови за слабење во прав за собствените деца. Моја препорака, значи, како мајка, како родител и како стручен работник во овој дел од, нели, од науката, немојте никогаш да дадете на собственото дете она што не е до крај истражено, она што за кое што немаме верни и сигурни докази. Подобро оставете кога нека има 5 до 10 килограми плюс, меѓутоа органите внатре ќе се изборат со истите и нема да дозволат да настрадаат со, нели, со самиот раст на детето. Доколку давате синтетика од најрана возраст кај дечињата, не правиме ништо добро за понатамошниот раст и развој нивни. Затоа после се соочуваме со, нели, не дај Боже, стерилност кај деца, не дај Боже, заболување на црниот дроб има многу кај дечиња заради тоа што таа синтетика, црниот дроб, нашата мала микробиолошка лабораторија мора да ја преработи. Токсините сите таму се преработуваат. И што правиме? Ние имаме деца на 15 години кои што веќе имаат и помали деца кои што веќе имаат замастен црн дроб. Немојте по секоја цена да сакате да го слабете вашето дете, а на полесен за вас начин. Многу е полесно јас овде да направам еден шејк, да го испијам се и денеска во текот на едно ништо не треба да јадам. Ниту да сготвам манџичка, ниту салата, ниту сок, ниту шејк, ништо. Или дајте 2 таблетки на дете, како? Значи, од кај знаете, зошто отварате уста да конзумирате нешто ако не знаете кој е составот? Составот, да, може да биде напишан на амбалажата што е како, меѓутоа проверете истите тие компоненти и состојки. Има достапно сега секаде, па видите што значат и како реагираат во организамот на собствените деца. Немојте, значи, тоа прво и за нас лично не е добро, не за собствените деца, оние кои што се во цутот на раст и развој, се развиваат сите органи, дали се тоа полови органи, дали се, нели, дишни органи, дали се дигестивни органи. Немојте, значи, греото и штета оставете го детето нека биде со поголема телесна маса, ќе се свести самото можеби некош без ваша помош, па ќе си помогне. А сега во ваши раце, кога доаѓаат во тие години, кога им е важно како изгледаат, како ги прифаќа средината. Да, и сами бараат помош стручна, меѓутоа, нели, мора да од родител заради тоа што се малолетни се уште и се прави, нели, добар баланс меѓу мене, родителот и детето. Иако морам да напоменам, најпослушни се деца. Така. Вие попослушни и од мене. Би рекла, мој впечаток е, вие ќе се согласите или не, дека младите родители, оваа млада генерација сега некако е посвесна за здравата исхрана и навиките кои што треба да ги наметнат кон своите деца. Се сложувам потполно со вас, заради тоа што тие млади мајки кои што сега ги обожавам, речи што ми се млади трудници, значи навистина што во време на бременоста внимаваат со тоа што јадат, што внесуваат, зашто внесуваат, барат консултација, па сега јас ако изедам ова, дали ќе реагира нешто на бебето, па кога се доилки, нели, дали одреден тип на храна реагира на бебенцето. Значи, навистина јас сум изненадена и тоа е позитивно изненадена и за пофалба и, нели, навистина само позитивни зборови за овие млади мајки, за трудниците кои што се навистина свесни, иако има, нели, и од контра кај нас има луѓе кои што, односно и трудници, ако се млади, воопшто не внимаваат, се придаваат на тоа, па јас сум бремена, можам да се поправам 20-25 килограми, после се чудиме зашто е висок крвниот притисок, зашто имаме латентен дијабет во текот на бременоста и разни, нели, пропратни негативни сигнали од бременоста, а доека за разлика од нив, овие другите се фит во текот на целата бременост, движат, функционираат, работат, прават се што треба да се направи и не се осеќаат, нели, посебно во текот на тој период. И полесно поминуваат од, нели, од овие другите.
Така, Билјана, јас би рекла дека дадовме многу интересни, корисни совети, кои што предпоставам дека сите ги знаеме, но не подеднакво доследно сите се придржуваме кон нив. Еве, летото е прекрасен период да се ужива во сите тие сезонски овошја, зеленчуци и може да биде убаво, доколку имаме здрави деца и немаме потреба да се замараме тогаш со вируси, со настинки и разноразни други болести, а тоа може да биде така само ако се применува сето ова што вие денес им го кажавте на нашите гледачи. Секогаш и јас така велам, нели, здраво дете, здраво семејство, нешто што, нели, секој го посакува, верувајте, не секој го има, заради тоа што има, нели, разни заболувања дечиња кои што молат, ја секогаш велам, молат за еден здрав ден. Затоа ценете го, почитувајте го тоа што го имате, здравието преди се, и инвестирајте и работете за истото. Од најрана детска возраст во текот на животот да изгајаме, одгледаме здрав и, нели, човек способен за работа и функционирање во општество. Јас ви благодарам за гостувањето во Добро утро секое утро. Со задоволство повторно ќе ве поканиме на некоја тема што се однесува на здравата исхрана, затоа што децата навистина се нашата иднина и ова е тема која што би рекла дека сите медиуми треба многу да ја третираат, и она што спомнавме претходно дека се менуваат навиките на младите родители е резултат на работата на сите вас кои што сте се определиле за нутриционизмот, но и на нас медиумите, нели, кои што сме тука да ги презентираме за широката јавност сите ваши ставови и препораки. Се би било безгласно и безгласна буква би биле ние доколку нели не постојат медиумите. И како што напоменавте и вие, треба навистина да се инвестира и да се многу повеќе даде простор за едукација во поглед на здрав начин на исхрана од најрана возраст па и до најстара возраст. Имаат потреба, верувајте, и повозрастната популација во поглед на она, нели, каде грешат, они се навикнати, нели, на тоа што порано во минатото го правеле, меѓутоа го доживуваат и они она, нели, трансформирање на времето и на животот, па сега луѓето некако не можат да се најдат, нели, во новите сфери, во новото нормално. Заради тоа, нели, треба почесто да има без разлика, има луѓе многу едуцирани во поглед на нутриционизам, да се, нели, даде повеќе време за да се отстапи време за едукација и учење на популацијата за здрав начин на живот. Верувајте, здрава популација сега и во светот, нели, во Европа веќе се инвестира и се има страшно добри едукации во поглед на здравјето на децата посебно, и верувајте дека вродува со плод. Нема да изневериме никого, само позитивно може да биде, нели, сето наше излагање и работење. Може да бидат, нели, тоа и работилници со деца, со родители, кои што ќе дадат само позитивно. Јас тоа го гарантирам, тоа можам да го гарантирам, дека негативно ништо нема да има од истото, само позитива може да дадеме. Сигурна сум дека така уште подобро би било доколку се вметне и во образовниот процес на некој начин. Се надеваме дека ќе дочекаме и такви времиња. Ви благодарам уште еднаш, Билјана, за гостувањето. Вие останете со нас, продолжуваме со останатите содржини.